Вечерва со вас, во Дневникот на КТВ, Ангел Данов. Започнува Дневникот на КТВ. Добра вечер, 26 август 2026 година. Вчера попладне нешто по 15 часот и 30 минути на депонијата Мелци во Кавадарци избувна пожар. Постојат индиции дека истиот е подметнат. Во текот на ноќта интензивно се работеше на гаснење на пожарот и истиот беше локализиран. Последните информации до затворањето на Дневникот на КТВ беа дека се уште има тлеење, но и понатаму депонијата се затрупува со земја и е под постојан надзор од територијалната противпожарна единица Кавадарци. Ке се работи интензивно и континуирано се до целосно стабилизирање на состојбата и целосно прекинување на чадењето, рече командирот на територијалната противпожарна единица Кавадарци Александар Чадамов. Наша екипа синоќа беше на депонијата Мелци. Почитувани, во моментот заедно со службите на општина Кавадарци, територијалната противпожарна единица, вработените од јавното претпријатие Комуналец и од дирекцијата на заштита на Република Македонија се наоѓаме на депонијата Мелци, еден несреќен случај кој овозможи да оваа депонија да се запали. Тоа е голем проблем, се чувствува чадот во општина Кавадарци. Моментално на терен е целата расположлива механизација која е од страна на јавното претпријатие Комуналец со 30 вработени, 20 вработени од територијалната противпожарна единица на општина Кавадарци. Имаме еден Хермелин, 3 БТР, потоа 3 пинца, 3 противпожарни единици односно коли од територијалната противпожарна единица во Кавадарци. Имаме ниспомаш едно територијално противпожарно возило од соседно Неготино, еден булдужер, 3 скипа, 4 камиона од 30 кубика кои постојано носат земја на депонијата. Една голема благодарност лично од мене, од градоначалникот Митко Јанчев до општествено одговорните фирми кои ги отстапија своите ресурси, односно своите механизации и машини за денеска да овозможиме оваа вечер заедно да таа земја се исипа токму на местото на депонијата, бидејќи знаеме дека депонијата е едно од начините за заштита токму сипење на земја врз нив, за да можеме да го локализираме пожарот. Се надевам дека во текот на вечерта пожарот ќе биде локализиран и заедно ќе овозможиме да извлечеме поука дека човечкиот фактор и текако треба во идно време да се минимализира, бидејќи овие хаварии и текако може да го загружат и пред се здравјето на нашите кавадарчани, а воедно да влијат во нарушување на амбиентот и животната екосредина. Се надевам дека тука ќе останеме во текот на вечерта, каде што пожарот ќе биде локализиран и нормално ќе се преземат после сите правни и кривични действија за предизвиканиот пожар. Најверојатно е човечки фактор. Тука имаме еден друг проблем, каде што во текот на настанувањето на самиот пожар, чуварот кој што треба да биде на самата чувара, односно на самата депонија, не бил присутен на самото работно место и бидејќи тој не бил присутен на самото работно место во тој период кога е настанат пожарот, не можеме од него да дознаеме повеќе информации. Тој, бидејќи има направено сериозен прекршок во неговата работа, која што се по работни задачи и обврски, во моментот е на распит во полицијската станица, известен најавен обвинител. Ние во текот на утрешниот ден веднаш ќе пристапиме кон суспендирање од работно место и се надевам дека и останатите институции дека ќе си ја истражат работата до крај. Ние вршиме интерни процедури, на интерни истраги внатре во самото предпријатие, од самите безбедносни камери кои што ги имаме поставено за самата депонија и таа истрага ќе продолжи и со останатите институции на кои што ќе им бидат предадени сите тие видео снимки. Заедно сме тука со општествено одговорните компании. Пожарот на почетокот беше многу страшен, имаше можност да заземе катастрофални последици да биде, меѓутоа со брзата навремената реакција најпрве на противпожарната единица Кавадарци, потоа на целата механизација од самото јавно предпријатие, општествено одговорните компании кои што во најкус може рок со целата своја механизација дојдоа да угасат овој пожар, се спречи една огромна катастрофа која што цел овој дел можеше да биде да речеме до селата Ресава и целата околина да биде во пламен. Сепак во моментот гледате се работи на гасање на самата депонија. Овој период, овој дел ќе биде малце можеби и подолг во текот на целата ноќ, бидејќи внатре се уште трее, тоа е огромна температура и ќе останеме цела ноќ додека до крај не се изгаси целиот пожар. Па вака, јас обично не би сакал да го користам и многу ретко го користам. Зборот дека со надчовечки напори нешто е направено, меѓутоа денеска се предомислив.
и морам да кажам дека денешните интервенции што има пожарникарите, не само нашите пожарникари од град Кавадарци, туку и пожарникарите што ни дојдоа на испомош од компанијата Golden Eagle Nickel, пожарникари што ни дојдоа на испомош од Неготино, исто и од доброволното друштво од Неготино се и се уште присутни тука. Една голема благодарност до нив, поради тоа што без нивна помош, без нивна несебична, да речам, интервенција што ја направија, овој пожар за жал се уште ќе беше активен. Затоа што ние во моментот на случување, кога што добивме повикот на 15:30 отприлика часот беше, ние имавме два тима на испомош во Велес, односно во селото Чичево, Горно и Долно Чичево, каде што имавме неколку часовна интервенција. Меѓутоа, во случај кога добивме повикот, ние веќе бевме таму, но, како што кажав, брзо се организиравме, брзо направивме комуникација меѓу сите релевантни субјекти, што ги спомнав претходно, пожарникарите Неготино дојде на помош, се уште се со нас, пожарникарите од Евроникл се уште со нас. Таа брза интервенција од нивна страна, брзото регрупирање и повикување од дома на сите пожарникари што беа слободни, кои што се уште се тука на терен, и ќе останеме на терен. Морам да кажам за град Кавадарци, се додека не се заврши комплетно се што е потребно за да ги заштитиме нашите сограѓани, да не дишат повеќе тоа што го дишат, значи да се вратиме на реалност на тоа што би требало да биде. Моментално сме, како што може да видите, сите наши возила, цел нашиот возен парк со појачуван од неготинци, ако можам така да ги наречам нашите комшии, и возилото камионот од Golden Eagle се уште присутни, меѓутоа и целата механизација на јавното претпријатие Комуналец е тука присутна со нас. Во текот на денот многу ни помогна и работниците од јавното претпријатие Македонски шуми, значи Бор, кој што многу ни помогна околу да не дозволат овој пожар, пошто пожар, како што кажа директорот на Комуналец, беше расширен и се ширеше на големо темпо. Повторно ќе кажам дека со надчовечки напори, збор што не сакав да го потребувам, со надчовечки напори тоа се спречи сето тоа, проширувањето на пожарот престана, тоа е сето пресечено. Сега е сет пожар збиен само на едно место, каде што сега не полесно се бориме со нив. Од дирекцијата за заштита и спасување добивме специализирано течности за да видиме дали ќе ни помогне сето тоа да го локализираме и овој пожар, затоа што знаеме дека пластика џубре многу тешко се гаси. Тоа е подземја, има многу активности, доколку тоа успее, тоа ќе бидеме и повеќе благодарни. За жал не само на депониите подметнати пожари имаме, а не секаде низ државата, како на пример Китка во Скопје. Денес изби пожар во атарот на селата Горно и Долно Чичево, општина Градско. Побарав веднаш помош од кавадаречките пожарникари, бидејќи се едни од најдобрите во државата, и тоа побарав да дојде лично командирот Александар на лице место, бидејќи ни требаше некој да командува со самата акција на гасење. Но набргу потоа изби пожар во Кавадарци. Забележавме црн чад кој што можевме да го видиме дури оттаму, поради што кавадаречката единица која што работеше на пожарот на реонот на општина Градско мораше да се врати овде, поради што пак таму побарав други пожарникари да помогнат делумно од околината, но и од подалечни градови. Кога дојдовме овде, дојдов релативно брзо, пожарот беше излезен надвор од депонијата, благодарение на нивната пожртвувана и брза акција. Пожарот беше изгаснат надвор од депонијата, а се закануваше на повеќе лозови насади околу депонијата. Од она што сега можам да го видам, тука се работи со полн капацитет, овде на лице место беше и градоначалникот Јанчев. Ова изворедна организација, за жал, за ваков тежок, штетен настан. Направено е максимум, сите нивни возила истураат тони и тони вода, овде се и два БТР на дирекцијата со нивните мокни топови, но свесни дека со вода тешко ќе се воспостави контрола, се продолжува со затрупување, гледаме дека има повеќе механизација. Ова е некој максимум кој што може да се направи, очекувам, како што каже командирот, до рани утрински часови депонијата да биде санирана. Кавадарци од 4 до 6 септември повторно ќе биде центар на виното, традицијата и добрата забава. На денешната пресконференција одржана во Винскиот музеј беше официјално представена богатата програма за годинешното издание на оваа традиционална манифестација, која е препознатлив белег на градот. Како што беше нагласено на пресконференцијата, на големата сцена ќе настапат атрактивни музички артисти од земјава и странство, а посебно место во програмата ќе имаат и локалните музички имиња. Манифестацијата ги обединува љубителите на пијалокот на боговите, локалната култура и добрата дружба, нудејќи незаборавно доживување и промоција на Тиквешкиот регион.
традиционално пред почетокот на теквешиот Гроздобер, информација за нашата јавност, македонска јавност, тоа што општина Кавадарци планира и како планира да го организира празникот на нашиот град. Тоа е најголемата културна манифестација на општина Кавадарци, тоа е нашиот идентитет, тоа е нашиот тиквешки Гроздобер. Традиционално во изминатиот период се покажавме како одлични организатори, благодарение заедно и во соработка со вас, каде што му овозможуваме на нашите сограѓани и на нашите жители во Република Македонија, па и во околните земји да дојдат и да не посетат, да го видат нашиот белег, да ја видат нашата традиција и да видат што е и како функционира тиквешкиот Гроздобер, затоа што таа традиција е почната од 1964 година, по мотив на богот Дионис, богот на виното. Од првиот грозд во 1964 година го има откинато тогашниот директор, сега покоен господин Диме Галапчев, генерален директор на нашиот најголем агрокомбинат Тиквеш, а во тоа време градски власти биле господинот Љупче Шкартов, сега покоен, и Киро Роглев, кои оставија белег на тоа време затоа што почетокот на Тиквешкиот Гроздобер во нашиот крај датира токму од 1964 година. Низ годините со одредени нивелации, со одредени поместувања во угори и удолу се овозможи да се задржи духот на самиот Тиквешки Гроздобер. Токму во тој правец, заедно со градоначалникот Митко Јанчев, во изминатите 9 години Совет на општина Кавадарци и цело Кавадарци, успеавме Тиквешкиот Гроздобер да го издигнеме на едно ниво во кое сметам дека сме препознатливи во нашата држава, затоа што бројките го кажуваат своето. За волја на вистината и за информација на јавноста, во ланската година, Тиквешки Гроздобер 2025 година, на територијата на општина Кавадарци, за 3 дена карневалски денови Тиквешки Гроздобер, имаше влез од прилика на 9.500 коли, регистрирани преку нашите Safe City камери на 3 влеза од Кавадарци. Тоа се од прилика околу 50.000-60.000 посетители, што реално за наши македонски услови е прилично импозантна бројка во однос на ваква културна манифестација. Така да сметам дека и оваа година се прават сите технички подготовки. При крај сме на тоа што го фативме редот и самите програми на функционирање на самиот Гроздобер. Сметам дека и оваа година ќе бидеме добри домаќини, ќе бидеме гостопримлив народ и сметам дека нашите посетители од Кавадарци ќе се заминат со многу емоции и се надевам дека како и секоја година ќе бидат гости во Тиквешкиот Гроздобер. Би сакал да разговарам за еден дел оваа година околу програмата на Гроздоберот, односно програмскиот дел. Имавме една ситуација во изминатите години каде што не беа тоа мнозинство на мислење и ставови, меѓутоа продефилираа некои информации дека има недостаток на македонски артисти. Па би сакал тоа да го расчистиме како форма, значи секој ден во рамки на Гроздоберот, значи од 4 до 6-9 последниот ден, македонски изведувачи на големата бина има повеќе него странски изведувачи. Секоја година е така. Значи имаме 2:1. Се разбира дека пазиме на тоа, многу внимаваме и се разбира дека македонските артисти ги третираме подеднакво исто како звездите кои што доаѓаат од Балканот, без разлика од која земја во Балканот, и тука да немате дилема. Исто така имаме македонски групи и локални бендови кои што ги подржуваме секоја година во рамки на втората сцена, тоа е парчето во Кавадарци, така што ова го расчистивме како дилема, значи секогаш имаме повеќе македонци, него што имаме дополнително странски изведувачи. Околу овој дел би се задржил уште малку на оваа пресконференција, имаме представници од македонските изведувачи, го имаме познатиот веки европско-светски голем диџеј име Галовски, во саботата имаме представник од Дупер, каде што ќе бидат пред фактички Желјко Самарџич, така да би сакал да им дадам збор, да кажат нешто за нивните впечатоци на ова нивно прво учество на Гроздоберот на големата сцена, така да би сакале да ги слушнеме нивните очекувања и впечатоци. Галовски, повели. Мене како артист ми е посебна чест што сум дел од овогодишното издание. Огромна благодарност до општина Кавадарци и организацијскиот тим што ме вклучија да бидам дел од фестивалов, за кој веќе имам слушнато и слушано години наназад, и посебна желба и чест ми е што сум дел од тоа. Покрај моите настапи надвор од Македонија веќе низ 45 земји ширум светот, секогаш ми е најдраго кога настапувам пред домашна публика.
посебно во Кавадарци, кој е град кој ми пружил настани во самите почетоци од мојата кариера. Ке има доста нова авторска музика, како и се од последното што е хит во електронската музичка сцена. Така да ќе биде одлично, мислам дека ќе направиме уште една огромна приказна и оваа година. Огромна чест и задоволство ние да сме повторно гости во Кавадарци. Секој пат кога сме биле тука и сме имале гостопримство на високо ниво и ние мерак да доаѓаме кога и да не викнете, посебно со оваква организација и со овакви колеги кои што се постојано тука со нас. Мислам дека ќе биде убаво и дека ќе се поминеме како што треба и се надевам дека и публиката ќе биде задоволна од нас. Македонските артисти и македонскиот талент и неговото доближување до нашата публика е нешто на кое треба да се работи, затоа што тоа е нашиот белег, тие се нашите амбасадори. Тоа што посебно ме прави горд е дека во овој тиквешки гроздобер се инкорпорирани и двајца македонски, односно кавадаречки музички артисти кои оставија посебен белег во балканските шоу во однос на музиката. Тука би ги спомнал нашите кавадарчанки Слободанка Танева и Миријана Митрева кои имаат свој дел во програмата на Тиквешкиот гроздобер 2026 година. Тие беа амбасадори на општина Кавадарци во 2026 година, затоа што настапува во балканските музички шоу кои ги следевме и добија сигурно голема популарност, нивниот талент доаѓа, така да се гордеам што токму тие двајца потекнуваат од Кавадарци заедно со останатите македонски таленти кои тука нашите диџеј Галовски, каде што овозможуваат да нашите македонски артисти ја зачувуваат традицијата, го негуваме македонскиот мелост и воедно со инкорпорирањето нивно ја шириме традицијата и духот на заедништвото и верувањето и поддржувањето на нашите македонски корени. Гроздоберот не е всушност само музика и не е само големата сцена. Гроздоберот изобилува со бројни активности низ текот на сите денови. Тука би ги напоменал традиционалниот турнир Сестри Китеви, промоција на монографија 50 години музеј во галерија, таблијадата, моторели, тајна дегустација на вино. Но мора да истакнам една огромна благодарност до градоначалникот, до Советот на општина Кавадарци и целиот тим на општина Кавадарци кои што неуморно работат за продолжување на традицијата, за зачувување на традицијата и на културното наследство на Република Македонија. И многу сум горд што 4-та година јас како помагам во целата организација за изложба на олтајмерите. Оваа година продолжуваме со зачувување на традицијата и на културното наследство на Македонија. Многу сум среќен што оваа година имаме чест да прикажеме возило кое што е старо скоро 100 години, 98 години поточно. Тоа е Peugeot 172 како модел. Така да не очекува доста интересна историја да видиме на улиците во Кавадарци. Доста богата историја имаме во Македонија која што треба да покажеме и да видиме и да се негуваме. И многу сум горд што Кавадарци како Тиквешки гроздобер како настан еден од најстарите и најтрадиционалните настани во Македонија, не само за култура од аспект на музика, но и за култура во аспект на автомобилизам во мојот свет. Така да многу сум горд и многу ми е чест што сум дел од оваа организација. Имаме безпрекорна координација со сите институции во рамки на општината, вклучително МВР, ТПП, јавните претпријатија превоз и паркинг, како што и комуналец. Општата болница Кавадарци и Црвен крст, без која што координација не постои начин и можност да реализацијата и организацијата на овој фестивал биде на највисоко ниво во рамки на безбедност на фестивалот. Понатаму треба да напоменеме дека оваа година зема учество 4 винари, дополнително имаме уште неколку штандови. Логистично секоја година внимаваме најпрво на безбедносниот дел, да бидеме предпазливи во рамки на она да што помалку непредвидени ситуации може да ни се случат и досега фала му на Господ и фала на сите со кои што соработуваме во рамки на општината и градоначалникот Митко Јанчев. Не сме имале значителни проблеми, верувам дека и оваа година ќе остане тоа така. Би сакал накратко само да поминеме низ програмата оваа година. Значи имаме 4, 9 и петок на главната бина ќе ги видиме Зибомб, Девито и диџеј Галовски, сабота
Нокаут, Дупер и познатиот Желко Самарџич. На 6.9 во недела на големата бина ќе ги видиме локалните звезди Слободан Катанева и Мирјана Митрова, како и Джела Рамович и Пеџа Јовановиќ. Со оваа програма го завршуваме овогодишното издание на Гроздоверот. Кавадарци чекори кон поголема енергетска ефикасност. На 12 локации инсталираната моќност на сите фотоволтаични панели изнесува 390 киловати. Во општина Кавадарци се реализира значаен проект за поставување и проширување на фотоволтаични системи на повеќе јавни објекти со цел зголемување на енергетската ефикасност и намалување на трошоците за електрична енергија. Фотоволтаичните панели, како и проектите за нивното поставување, се обезбедени како донација, додека останатиот потребен материјал е обезбеден од буџетот на општина Кавадарци, преку спроведена јавна набавка. Активностите офакаат вкупно 12 локации, меѓу кои повеќе објекти на јавната општинска установа Детска градинка Рада Поцева, како Гроздоберче, Снежана, Детелинка, Изворче и Сонце, библиотеката Феткин, Домот на културата Иван Мазов Климе, зградата на општина Кавадарци, Основното училиште Димкат Ангел Габерот, Средното општинско училиште Кирос Панџо Брко, Основен суд Кавадарци, Основно јавно обвинителство и јавната здравствена установа Општа болница со проширена дејност Кавадарци. Вкупната инсталирана моќност на сите фотоволтаични панели е 390 киловати. На дел од објектите се поставуваат комплетно нови фотоволтаични системи, додека на другите постоечките системи се надградуваат со дополнителен капацитет. На овој начин јавните установи добиваат поголема можност за производство на сопствена електрична енергија од обновлив извор. Овој проект представува уште еден чекор кон создавање подржлива, енергетски ефикасна и еколошки одговорна општина. Со вложување во обновливи извори на енергија, општина Кавадарци не само што ги намалува долгорочните трошоци за електрична енергија, туку придонесува и кон заштитата на животната средина и создавањето на подобри услови за идните генерации. Кавадарци продолжува да инвестира во зелена енергија, одржлив развој и модерна јавна инфраструктура за поекономична и позелена општина. Јавното предпријатие Комуналец од Кавадарци продолжи со интензивни активности за реконструкција и проширување на водоводната и канализационата мрежа низ целата општина, истакна директорот на предпријатието Гоце Ангеловски на вчерашната седница на Советот на општина Кавадарци. Тој нагласи дека Комуналец Кавадарци е меѓу ретките предпријатија во земјава чиј капитал постојано се зголемува. И повторно имаме реконструкција и реконструираме, и повторно да шириме водоводната и канализационата мрежа. Само да ве потсетам, на овој почетокот на оваа година извршивме реконструкција на последната делница од фекалниот колектор во близина на Северен булевар, додека оние помали улици кои што не се по програма со општина Кавадарци, со местните и со урбаните заедници, ги работиме секојдневно и че ми треба многу повеќе време ако почнем да ги набројувам сите тие активности. Само сакам да ви потенцирам едно долгорочно решение кое што го изработивме со стручните лица и со вработените во јавното предпријатие во делот на водоводот, а тоа е трајно решение на жителите од улиците Рајко Жензифов и Смилица, каде што повеќе од 20 години при летниот период нема добар притисок на самите нивни живеалиште, така да со една силна реконструкција тој проблем, долгогодишен проблем се реши за овие жители. Кога сме кај водоводот, сакам да ви информирам дека за прв пат поставивме видеонадзор на сите прекидни и разделни комори кои што ги има јавното предпријатие. Може би овие објекти од стратешко значење во овие 40 години несвесно беа заборавени, меѓутоа секогаш се баш како што треба да личи еден таков објект, заградени со ограда, со видеонадзор и буквално овие се веќе обезбедени објекти кои што се од многу битно и стратешко значење за градот. На извориштата Лукар секојдневно работиме, тоа е заштитено подрачје и многу детаљи не сакам да зборувам, само можам да кажам дека жителите на Кавадарци, Росоман и Неготино пијат
најквалитетна вода со највисоко ниво на заштита, како на изворите, така и на останатите објекти, при што со реконструкцијата на хлорната и филтерната станица на самите хлоратори и со автоматизацијата да гледаме на нашите телефони на SCADA системот во секој момент која количина на резидуален хлор имаме во водоводот, уште еден гарант за високата контрола на целокупниот процес на водоснабдувањето во градот, од самите извори па до секоја чешма во градот и во секое населено место. Во делот на дигитализацијата, повторно сме на врвот во државата, со целосно дигитализиран градски пазар. Никаде на Балканот нема градски пазар со вештачка интелигенција на препознавање и селекција на цените. Сега работиме втора фаза, интегрирање со сите јавни места како автобуски постојки, градски превоз, за да може и граѓаните да имаат представа што се нуди на тој градски пазар и по која цена. Па до една, што е за нас многу важна работа, електронска наплата, за да се сопрат сите шпекулации за евентуални злоупотреби во однос на издавањето на тезгите и самата наплата. Имаме уште многу проекти кои што работиме во дел на дигитализација, поедноставени услуги кон граѓаните и затоа ќе речам, ако во минатото се збореше за проблеми од типот на водоснабдување, под канализациони интервенции, сега можеме да зборуваме за нешто ново и европски, кое што му личи на нашиот град. За хигиената не сакам да зборам, сум кажал многу пати, а и тоа е потврдено од сите кои што го посетиле градот. Значи Кавадарци, 50 на празни места, по останатите градови во Македонија. И можеме да се равнеме и со Љубљана, Виена, Цирих и многу други чисти и европски средни градови. И покрај тоа што неколку локални хейтери се обидуваат да го омаловажат градот, сепак граѓаните точно знаат како функционира и јавната чистота и зеленилото во самиот град. Во делот на финансиите одржуваме финансиска стабилност. Од извештајот гледате дека најголеми трошоци се трошоците за плата. Не поради превработеност, туку поради порастот на платите во државата. И повторно, на крај, успехот на еден менаџер се мери со каква вредност на основните средства ќе ја превземе фирмата кога ќе ја добие функцијата и со каква вредност ќе ја остави по завршување на неговиот мандат. Затоа најодговорно тврдам дека јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, ако не е единствено, ама сигурно меѓу ретките предпријатија во државата, каде вредноста на основните средства, односно капиталот на фирмата, секојдневно се зголемува. Некои фирми во Македонија може би имаат сметководствена вредност 0, кај нас таа изнесува над 550 милиони денари. Отпочнува прославувањето на големиот празник Успение на Пресвета Богородица. Возлюбени чеда, нашата Света Македонска православна црква Охридска архиепископија отпочнува со торжествено прославување на празникот на Успението на Пресветата Владичица наша Богородица. Така и ние, со благослов на нашиот духовен татко, неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски Господин Агатангел, кој се грижи за секој христијанин да си ја спаси својата душа, на 27 август, четврток, со почеток во 18 часот, во храмовите во градот Кавадарци ќе се ослужи празнична вечерна богослужба со петолебие и ќе биде изнесена плаштаницата на Успението на Пресвета Богородица и ќе биде положена на средината на храмот, пред која ќе се испеат молитвени статии, односно со свеќи во раце ќе се изврши оплакувањето на Пресветата Владичица наша Богородица пред нејзиниот гроб. Како што на Велики петок го оплакуваме нашиот Господ Исус Христос, така денес ја оплакуваме и нашата Пресвета Богородица. Утредента на 28 август петок, со почеток во 7 часот, ќе се отпочне со празнична утрена богослужба, која ќе продолжи со света божествена литургија, на која оние што постиле и имат благослов од својот свештеник да пристапат и да се соединат со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос, односно да се причестат. Затоа ги повикуваме сите верници од нашиот град Кавадарци да дојдат на ова торжествено прославување на празникот на Успението на Пресвета Богородица, да пристапат и со силна вера произнесат молитви кон Божјата мајка, бидејќи ни една мајка никогаш нема на своето дете да му ја одбие разумната молба, па макар и тоа дете да е најлошо, а камоли мајката на нашиот Господ Исус Христос, која е наша мајка и заштитничка на целиот македонски православен народ, која седи од десната страна на Господ Исус Христос во позлатена облека и непрестајно се моли за сите нас
Господ да не заштити од сите искушенија кои во ова денешно време или невреме од сите страни навалиле кон нас. Како што Господ Исус Христос воскресна и Богородица по смртта воскреснала и заминала на небото, како со душата, така и со телото. Оттаму и се нарекува успение, што значи искачување. Плаштаницата ќе биде поставена во храмовите од 27 август четврток од 18 часот се до крајот на денот на 28 август петок. До самата плаштаница ќе има свештеник кој ќе кропи со благопријатен мирис, како што и апостолите Христови, нејзиното пресвето тело со плаштаница чиста го покрија и со благопријатен мирис го намириса. Господ, кој што на Синај заповеда со петата заповед, почитувај го таткот ти свој и мајката своја, со свој пример покажа како треба да се почитува својата родителка. Кога висеше на крстот во Маки, се сети на неговата мајка и покажувајќи на апостолот Јован рече: "Жено, ете ти син", потоа му рече на Јована: "Ете ти мајка." И така ја згрижи својата мајка и издивна. Јован имаше дом на Сион во Ерусалим, во која што се насели Богородица и остана да живее во него до крајот на незините денови на земјата. Со своите молитви, со благите совети, кротоста и трпеливоста, таа многу им помагаше на апостолите на незиниот син. Цело време до смртта главно го помина во Ерусалим, обиколувајќи ги често оние места што ја посетува на големите настани и на големите дела на незиниот син. Особено често одеше на Голгота, во Витлеем и на Еленорската гора. Од незините подолги патувања се споменува незината посета на светиот Игнатиј Богоносец во Антиохија, посетата на 4-дневниот Лазар, епископ Кипарски, посетата на Света Гора, која што самата ја благослови, и бавењето во Ефес со Свети Јован за време на големото гонење на христијаните во Ерусалим. На старот често му се молеше на Бога на Еленорската гора на местото на неговото вознесение, што порано да ја земе од овој свет. Еднаш и се јави архангел Гаврил и објави дека по 3 дена ќе биде упокоена. Тогаш и даде на палмова гранка за да ја носат при незиниот погреб. Таа се врати дома со голема радост и посека во срцето уште еднаш да ги види сите Христови апостоли. Господ ја исполни оваа желба и сите апостоли носени на облаци од ангелите одеднаш се собра во домот на Јована на Сион. Со голема радост таа ги виде светите апостоли, ги обкрабли, ги посоветува и ги утеши и по ова мирно го предаде својот дух на Бога без никаква мака и телесна болест. Апостолите го зеда одорот со незиното тело, од кое излегуваше благоухание и во придружба на мноштво христијани го пренесува во Гециманската градина во гробницата на светите праведни Јоаким и Јана. По Божја промисла поврка од злобните евреи ја засолнуваше облак. Некој еврејски свештеник, Атони, го дофати со раци ударот со намера да го преврати, но во тој миг ангел Божи му ги отсече обете раце. Тогаш тој повика кон апостолите за помош и откако објави дека поверува во Господ Исус Христос, беше исцелен. Апостолот Тома повторно по Божја промисла изостана, за така што да се открие една нова и преславна тајна за Пресветата Богородица. Третиот ден пристигна и тој и посака да го целива телото на Пресветата Владичица. Но кога апостолите го отворија гробот, ја најдоа само плаштаницата, а телото не беше внатре. Таа вечер им се јави на апостолите самата Пресвета Богородица, обкружена со мноштво ангели, им рече: "Радувајте се, ќе бидам со вас навек." На која возраст се упокои Богородица не се знае точно, но превладува мислењето дека на крајот од овоземниот живот имала повеќе од 60 години. Нека Господ Бог по молитвите на Пресветата Богородица не помилува и спаси. Амин. Во дворот на Винскиот музеј во Кавадарци беа официјално презентирани резултатите од меѓународниот проект Духот на мојот крај, финансиран со европски средства преку програмата Еразмус+. Носител на овој значаен проект е Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров, а во реализацијата учествуваа партнерски субјекти и средни училишта од уште 3 држави: Србија, Словачка и Грција. На завршната конференција во присуство на бројни гости и представници
наставници од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, беа истакнати успешните проектни активности кои придонесоа за промоција на локалната култура, традицијата и меѓународната соработка меѓу младите. Денес не одбележуваме само успешно завршен проект. Денес ја славиме соработката, знаењето, иновативноста и заедничката визија за подобра иднина. Нашето училиште веќе подолги години учествува во европските проекти, бидејќи сме убедени дека современото стручно образование не може да се развива без меѓународна соработка, без размена на искуства и без практична работа со партнери од различни земји. Токму затоа, со големо задоволство бевме дел од проектот Духот на мојот регион. Овој проект покажа дека традицијата и иновацијата не се спротивставени. Напротив, тие се надополнуваат. Нашиот регион е познат по лозарството, по производството на вино, по традиционалните дестилати. Тоа е богатство кој сме го наследиле од нашите предци и кој денес имаме обврска да го чуваме, но и да го развиваме. Проектот ни овозможи да покажеме дека традицијата може успешно да се комбинира со современа технологија, нови рецептури, одржливи практики и европски стандарди за квалитет. Особено значење има фактор во сите овие активности беа вклучени нашите ученици и наставници. Тие не учеа од книга, тие работеа со експерти, посетуваа производствени капацитети, разменуваа идеи со партнери од други држави. Стекнуваа нови практични знаења и искуства, кои ќе ги користат во својата професија. Како образовна институција, токму тоа е нашата цел – да создадеме млади луѓе кои ќе бидат подготвени за европскиот пазар на трудот. Ќе размислуваат креативно, ќе знаат да создадат нови можности за развој. Еден од најважните придобивки од проектот е што покажавме дека производството на традиционалните дестилати не треба да се гледа како земјоделска и прехранбена дејност. Тој е дел од културното наследство, тој е дел од туристичката понуда, тоа е можност за локален економски развој. Денек туристите не бараат само производ, тие бараат приказна, бараат автентично искуство. Сака да ја запознаат традицијата, луѓето, храната, културата на регионот што ја посетуваат. Затоа сме убедени дека развојот на туристичките понуди, поврзани со локалните производи, ќе придонесе за поголема препознатливост на нашиот регион и ќе отвори нови можности за локални производи, мали семејни бизнеси и мали предприемачи. Особено сум горда што преку овој проект создадовме партнерства кои ги продолжиме и во иднина. Довербата која што ја изградивме меѓу институциите е можеби најголемиот резултат на овој проект. Затоа денес сакам искрено да заблагодарам на сите наши партнери. И благодарам на поддршка, и благодарам на професионалност, за отвореноста, за желбата да создадете, да споделите знаење, за пријателството кој што го изградите. Посебна благодарност упатувам до наставниците и учениците. Вие покажавте дека со посветеност, креативност и тимска работа може да постигнете одлични резултати. Благодарност упатувам до локалните производители и сите институции кои несебично не поддржаат и активно учествуваа во неговата реализација. Посебна благодарност упатувам до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која преку својата работа придонесува македонските училишта да бидат дел од европските образовни семејства и да создадат нови можности за учениците и наставниците. Искрено верувам дека ваквата поддршка е исклучително важна за развојот на стручното образование и за создавање нови европски партнерства. Денес, кога ги гледаме резултатите од проектот, може со задоволство да кажеме дека вложениот труд даде конкретни резултати. Создаде нови идеи, нови производи, нови искуства, нови пријателства. Но уште поважно, создадовме основ за идни иницијативи. Верувам дека ова не е крај. Ова е почеток. Почеток на нови проекти,
нови партнерства, нови можности за нашите ученици и нови успеси за сите нас. Дозволете да завршам со една мисла. Традицијата е нашето наследство. Знаењето е нашата сила, иновацијата е нашата еднина. Кога овие три вредности ќе се обединат, тогаш може да создадеме развој, ќе остане за идните генерации. Вие сте со дневникот на КТВ, следуваат останатите содржини. Цените се до плафон, рекоа на денешната пресконференција од СДСМ и бараат намалување на ДДВ-то за горивата од 18 на 5% и намалување на акцизите за 50%. Цените на горивата се до плафон. Од вчера дизелот е над 100 денари за литар. Ова е нов удар врз стандардот на граѓаните кои чекаат мерки, но владата на Мицкоски не превзема ништо. Нема намалување на ДДВ, нема намалување на акцизата, нема мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Дури Мицкоски кажа дека нема намера да го намали ДДВ-то за горивата. Граѓаните во Македонија со најниски плати сега ќе плаќаат литар дизел над 100 денари. Само за 6 месеци цената на дизелот порасна за 43%. Резервоарот 50 литри сега ги чини граѓаните над 1500 денари, повеќе од пред 6 месеци. Но ударот не завршува на бензинските пумпи. Поскапо гориво значи поскап транспорт, поскапо производство, поголеми трошоци за земјоделците и нов раст на цените на храната. Половина од семејниот буџет на македонските граѓани веќе оди за храна и пијалаци. Потрошувачката кошничка е речиси 70.000 денари, а платите стагнираат. Секој нов денар на лебот, млекото, зеленчукот и овошјето директно удира врз семејната трпеза. Животниот стандард на граѓаните се намалува, а владата не превзема ништо. Кој профитира на грбот на граѓаните кои плаќаат цена за неспособноста на Мицкоски? СДСМ бара намалување на ДДВ-то за горивата од 18 на 5%, намалување на акцизата за 50%. Овие две мерки ќе имаат директен ефект врз намалување на цените на сите горива, намалување на потрошувачката кошничка и вкупното ниво на цените. Ајде, барем еднаш прифатете нешто добро за граѓаните. Ви благодарам. Пред почетокот на учебната година, владата со конкретни мерки ги поддржува семејствата ранци, тетратки, пенкала, моливи, боици по пониски цени, најавија на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Владата предводена од ВМРО ДПМНЕ продолжува со конкретни мерки кои директно значат грижа и поддршка за граѓаните и за семејниот буџет. Во таа насока, со почетокот и на оваа нова учебна година, владата донесе одлука за намалување на цените на училишниот прибор, мерка која ќе трае заклучно со 30 септември годинава. Со одлуката, трговците на големо се задолжуваат да ги намалат цените на училишниот прибор за најмалку 10%. Истовремено, трговците на мало се задолжуваат да обезбедат намалување на цените од најмалку 15%. Ова е конкретна и директна поддршка за семејствата во период кога родителите имаат зголемени трошоци за подготовка на своите деца за новата учебна година. За семејствата со повеќе од еден ученик, ова ќе значи значителна помош и заштеда на семејните буџети. Мерката опфаќа широк спектар производи, практично се што им е потребно на учениците за учебната година ќе можат да го набават со намалени цени. Почнувајќи од ранци и ташни, тетратки, блокови, колажи, моливи и пенкала, боици, пластелини, теста за моделирање, фломастери, линијари и дидактички материјали, како и многу други производи неопходни за почетокот на учебната година. Целта на владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, е јасна. Родителите да можат да го обезбедат потребниот училишен прибор за своите деца по пониски и по попристапни цени. Ова е трета година поред, каде што пред почетокот на учебната година, владата воведува училишна кошничка со единствена цел да им го олесни месец септември на родителите и семејствата, да ги заштеди семејните буџети и да го заштити животниот стандард на граѓаните. Септември и почетокот на учебната година
треба да биде момент на среќа и убаво расположение, како на учениците што се враќаат во училишните клупи, така и за родителите кои треба да ги подготват своите деца со сите потребни материјали за на училиште, а не моменти на грижа и на стрес како да се намерат трошоците. Токму затоа, владата продолжува со политики кои носат конкретна корист за граѓаните и директно придонесуваат за заштита на животниот стандард. Ви благодарам. Следуваат и информациите од спортот. Велат дека правдата е спора, но секогаш излегува на виделина. Сега е официјално, екипите на Баскет Кам и на Про Баскет сепак ќе останат дел од елитното друштво во женската кошаркарска лига, иако претходно Федерацијата донесе одлука дека новие клубови нема да им бидат издадени лиценци за надпреварување поради неисполнување на условите поставени од страна на Федерацијата. Пред околу 2 недели Федерацијата потенцираше дека останува доследна во спроведувањето на системот за лиценцирање со цел обезбедување транспарентност, финансиска дисциплина и исполнување на утврдените организацијски и административни стандарди за учество во националните надпреварувања. Во меѓувреме, очигледно работата се промени, под куќата на кошарката ја објавија листата на екипи учесници во елитното друштво во која се најдоа и поранешниот првак од Македонска Каменица и прволигашот од Кавадарци. Од Македонската кошаркарска федерација потенцира дека станува збор за усвојување на жалбите поднесени на овие два клуба до арбитражната и комисијата за лиценцирање. По официализирање на ваквиот епилог, првата лига жени за надпреварувачката сезона 2026-27 ќе сочинуваат следниве 8 екипи: Крива Паланка, Бадел, Баскет Кам, Вардар, Про Баскет, МЗТ Скопје, Патриот Делчево и Гевгелија. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, температурата ќе достигне до 36 степени. КТВ-МК и официјалната Facebook страна е местото каде што можете во секој момент да ги дознаете новите информации. Тука завршуваме со дневникот, имајте секое добро.